Дали не знам трасата веќе дали имате пред очи, дали се разгледувала, дали ќе има потреба од голема експроприација која вообичаено создава проблеми, тешкоти, договори, цена која што ќе се понуди, па дури и протести на собствениците на земјиштето со оглед дека најавата е дека од есен сака да почне. Најидеален дел каде да се гради оваа брза пруга е до поштечката пругоста. Тоа значи по дефолт дека добар дел од некои населени места веќе се населени. Дали ќе има потреба од експроприација некаде? Да, сигурно ќе има, но ќе се трудиме тоа да го сведеме на минимум, да нема проблеми. Од друга страна, самото тоа што ќе се гради до постоечката пруга е веќе пат што е трасиран и веќе сите проблеми на теренот веќе се познати. Инфраструктура веќе 152 години постои веќе оваа траса. Да, па и геолошки испитувања веројатно ќе бидат побрзо. Добар дел ни е позната трасата и затоа сме сигурни дека ќе почнеме за брзо, како што сме сигурни дека и за 5 години од почетокот ќе дојдеме до крајот на реализација на оваа брза пруга. Дали е брза пруга? Можам да кажам да. Предвидено да биде патнички до 160 км на час, а до 120 за товарен сообраќај. Има некои прашања зашто не е 200 на сат. Искрено. Да, имам и јас прашање. Да, на 200 км вкупно што е предвидено да биде од граница со Србија до Грција, дали ќе поминеме со 160 на сат или со 200 на сат, се 15 минути разлика, но како предпријатие што сме одговорни за одржување на инфраструктурата, онаа пруга што е со 200 на сат е 2,5 до 3 пати поскапа во чинење на одржувањето за разлика од она што е 160 на сат. Размислуваме малку и по-долгорочно. Так. Искрено ние мачиме и сега да одржуваме пругата, а одговорноста на толкава инвестиција за одржување на многократно поголема и затоа ова е идеална инвестиција.